Убаво и за очи и за уши, храна за душа, поезија, музика, актерска игра, позитивна енергија. Во таков дух помина настанот организиран во рамки на караванот на Друштвото на писатели на Македонија, што вчера се одржа во кругот на црквата Свети Ѓорги во Гостиварско Дебреше. Тоа е шестиот настан при проектот Поетски караван почестува Македонија со 600 сетило срцата. Бевме во Дебар, Охрид, Штип, Прилеп и Новаци и сега шестиот настан го одржуваме овде во Гостивар. Имаме еминентни писатели, имаме друштво на писатели позади нас и имаме автори кои не се членови на друштвото, но вредат и се заедно со нас и во нашата програма. Имаме музичка програма, дуото Сигначер е секогаш со нас, имаме модератор, монодрама Мите Грозданов, научна нота професорката Вира Стојчевска-Антиш. Имаме целосна програма, мултимедијалност и голема посетеност. Ванот кој патува низ Македонија почестува Македонија денеска и во Гостивар, каде ни е можност нашите поети од Гостивар да бидат представени во овој град и каде што ќе патуваат заедно со караванот низ Македонија. И како домаќини се потрудивме овој настан да го направиме поголем. Мило ми е што денес имаме толку многу присутни гости и дека овој ден ќе биде многу убав. Гостиварци што издвоија време од неделниот ден да го погледнат настанот беа почестени со богата програма. Во делот посветен на научната мисла има можност да ги проследат кратките предавања на професорките Катерина Петровска-Кузманова и Вера Стојчевска-Антик. Како долгогодишен професор за средновековна македонска книжевност, хагиографијата за Свети Ѓорги била една од моите подолгогодишни преокупации. Заради тоа и во овој проект го наоѓа своето место и науката, затоа што и моите некогашни студенти, денес професори и доктори на наука, доаѓаат со разни своји преокупации поврзани со животот на свететот Свети Ѓорги Победоносец. Така, например, минатиот пат учествуваше во овој научен дел професор доктор Лидија Лафазановска, денес ќе учествува во Дебреше професор доктор Катерина Кузманова, така што продолжува едно развивање и на научната, и на културната, и на христијанската мисија на Свети Ѓорги Победоносец во повеќе од 12 цркви во Македонија, распространети низ целата нејзина територија. На Гостивар му требаат повеќе вакви настани преку кои се слави уметноста и културата, беше мислењето на поетите учесници од овој крај. Атмосферата во црквата Свети Ѓорги во Дебреше беше надополнета со изложба од гостиварската сликарка Дана Крстеска. Се додели и награда Витез на македонскиот пишан збор, што ја доби поетот Кочо Топузовски. Пред публиката, меѓу останатите учесници, се представија најмладиот член на Друштвото на писатели на Македонија, Викторија Силјановска, и поетесата Олга Панкина по потекло од Русија. Убавините на мојата Македонија. Да бев сликар, ке ги цртав долините од земјава мила. Ќе ја боев со најживи бои родината што секогаш срце ми била. Да бев пилот, ке летав над горите лисни и езерата мирни. Од височините ке ги гледав полињата родни и ширни. Ќе ги гледав убавините на земјата наша библиска стара. Со минато славно и стара многу илјади лета. Но јас не сум сликар, немам авион да летам. За оваа прекрасна земја можам само стихови да плетам. Малата земја во која сум сега, твое убавена срце ми стега, моите мисли поврзани со неа, се Македонија, се Македонија. Поле приполнето со афиони, во перевлепта најстари икони,
Илјаде луѓе покрстени во не, се Македонија. Поетскиот караван го организираат младинската организација Почувствуваја Македонија и Сдруженијето на пензионери и селеници во соработка со Друштвото на писатели.